Американската амбасадорка Агилер јавно ја изрази разочараноста од состојбите во македонското судство. Интонацијата на критиките е градена врз застарувањето на делата на криминалот во ешалоните на власта. До сега, адресата пред се е адресирана кон апелационите и судиите за организиран криминал. Првата експлозија на писмото од Агилер во судскиот совет. Дали е тоа почетната пресметка на виновниците за уривање на правосудниот систем? Веројатно следуваат и конфликтите во Скопскиот кривичен суд, а потоа поред. Сликата е докомплетира јавната изјава на обвинителката Ленче Ристовска и незиниот јавен став, дека е карценогено ткивото и во советот на обвинители. Таа проговори за клиентелизмот при изборот на обвинителите што имаат подеднакво драматичен пораст. Дали смената на Весна Дамева е исценирана од седиштето на ДОИ во одбрана на неодбранливиот судија Беџети, кој цела година во Скопска апелација го криеше предметот на Мијалков и компанија, за да застари. До вчерашната председателка на судскиот совет, кој неодамна и беше дел од емисијата Трилинг, а всушност нема ниту еден ден судско искуство. Во интервјуто за Трилинг со неколку незини поенти. На почеток ја прашавме кој има влијание врз ова тело, заевистите, приврзаниците на новото раководство на СДСМ предводено од Зечевич, или пак влијанието е пред се од редовите на Мала Речица и Дуј. Еве го незиниот став. По чие влијание некој одлучува или постапува, јас не можам да кажам и не сум запозната. Но јас можам да потврдам за мене дека одлучувам и постапувам исклучиво согласно фактите, доказите и моето убедување. Дали како председателка на судскиот совет чувствувате одговорност за ниската доверба во македонското правосудство? Не само јас, сите во судството мора да ја почувствуваат и треба таа одговорност. Меѓутоа и обврска е на сите нас да почнеме да ја враќаме довербата во јавноста. Апсолутно, значи, се согласувам со перцепцијата на граѓаните дека слаба е довербата, ниска е довербата во судството, но не е тоа само во судството, практично тоа е во секаде. И не е само во нашата држава, има и во развиени демократски држави каде што има ниска доверба во одредени ресори. Но наше како ќе почнеме да ја враќаме таа доверба. Бидејќи знаете, довербата тешко се стекнува, многу лесно се губи, а уште потешко се враќа. За враќање на довербата треба да се констатираат причините. Ние веќе ги детектиравме, анализирав врз основа на извршени анализи и во наредниот период ќе преземаме чекори. Но првиот чекор кон тоа е транспарентноста и отчетноста, за која сега не би елаборирала, бидејќи знаеме што значи судијата да биде транспарентен и отчетен, односно брзо да ја известува јавноста, а вториот чекор е да се ослободиме, односно судството да се ослободи од судии кои што не ја заслужуваат тогата да ја носат. Која урниса довербата во македонското правосудство? Видете, тоа е системски проблем кој не е од сега, тоа е децении наназад. Значи, не може да зборуваме за доверба која би била на многу високо ниво, па сега е на многу ниско ниво спуштена. Па сега е на најниско ниво. Но интегритетот на секој поединечно е виновник за ниската доверба во судството.